Петицијата се подпишува нешто повеќе од месец дена. Има заинтересираност кај локалното население, особено кај женската популација, со оглед на тоа дека нив најдиректно ги задира овој проблем. Именно петицијата се подпишува за да се отвори нова гинеколошка ординација во општина Шуторизари, каде што ќе биде донесен матичен гинеколог, кој што ќе може да им ги дава на жените сите оние здравствени услуги во што се однесуваат на репродуктивното здравје. Првенствено сметам на пратење и следење на нивната бременост, препратување на повисоки инстанции за лекување и секако да дава бесплатни и квалитетни гинеколошки услуги. Точна бројка немаме, меѓутоа имаме масовна заинтересираност. Петицијата се подпишува секојдневно и токму тоа и целта на овој настан, уште повеќе да се даде на значење на таа петиција, да собереме доволен број на потписи и да алармираме до надлежните власти дека треба да се. Зошто е потребна петиција? Петицијата е само една алатка која што дополнително ќе покаже дека овој проблем е горлив. Ова прашање не е ново. Ние веќе еднашка имавме собрана петиција, имавме организирана ваква акција. Беше донесен гинеколог кој што за жал само година дена беше во Шуторизари, после тоа си отиде во Чаир. Петицијата ја подпишуваме за да ја ставиме заедницата на прво место. Значи жените од заедницата се тие кои што ја спроведуваат петицијата. Тоа е нивен проблем кој што нив лично и директно ги задира и со тоа сакаме ние како граѓанска организација им даваме само поддршка, им даваме простор да кажат дека тоа е нивен личен проблем и дека директно се погодени. Токму заради тоа петиција, тоа е една заедничка акција во која што учествува целата заедница во Шуторизари. Колку бројка очекувате да соберете па да ја поднесете петицијата и до кого ќе ја поднесете петицијата? Така. Па конкретна бројка не можам сега да кажам, немаме некои очекување, се надеваме дека ќе биде тоа што помасовно. Петицијата секако ќе биде поднесена до Министерството за здравство, бидејќи се тие оние кои што одлучуваат за отварање на тендер за да може да се донесе тука гинеколошка ординација. Секако ќе биде проциркулирана и до сите останати засегнати страни, како што е на пример општината, од која што исто така имавме поддршка во смисла на соработка. Меѓутоа првенствено до Министерството за здравство ќе биде поднесена оваа петиција затоа што тие се нели директно надлежни за отварање на нов кабинет. Рековте од општината имате соработка и поддршка. Така. Како ве поддржуваат? На кој начин? Со општината имавме неколку состаноци во однос на отварање на нова гинеколошка ординација. Знаеме дека здравството не е децентрализирано, дека општината нема директни ингеренции, меѓутоа они преку еден вид да кажам политички притисок со подпишување на петиција пак од нивна страна, од советот на општината, му дадоа нова прашање особено значење. Сите советници од општина Шуторизари го подпишаа овој документ и го поднесоа до министерот за здравство. Исто така мислам дека и беше како пратеничко прашање во собранието поставено ова прашање, исто така инициирано од страна на општината, што значи дека ја имаме нивната поддршка. Исто така имавме и ветување од страна на општината дека тие ќе учествуваат со дел од финансиски средства како субвенција за новиот гинеколог кој би дошол во Шуторизари, бидејќи тоа беше еден од главните проблеми за на претходниот гинеколог. Дали сега ви, можеби претходно ветиле, дали сега ветиле помош? Да, не, тоа зборам за овој циклус и за овој процес. За овој процес добивме ветување дека со одреден паричен надоместок би било вклучено уште еден вид на субвенција, еден вид на помагање на оној гинеколог кој што би отворил гинеколошка ординација овде во Шуторизари. Нешто битно не ве прашав? Па ништо, мислам дека тоа е битно да се даде акцент на ова прашање кој што не е ново прашање, да се истакне дека преку 8.000 жени кои што живеат на територија на Шуторизари немаат матичен гинеколог во својата општина, приморани се додат во околните општини, имајќи предвид социјекономскиот статус кај повеќето од жените овдека, тоа представува голем трошок и ги фрла во ситуација на уште поголем социјален ризик. Така да само едно акцентирање, давање на важност на ова прашање и колку горливо прашање е ова. Јас и како еден здравствен работник сметам дека треба да има гинеколог, доктор по медицина, специјалист по гинекологија во Шуторизари, затоа што нели посебно жените кои што се во репродуктивен период, а не посетуваат гинеколог, можат, мислам тоа може да се одрази тоа како негативно во нивната состојба, може да дојде до спонтан абортус, може да не дојде до откривање, до навремено откривање на аномалиите нели кај фетусот, така да потребно е да има гинеколог и тоа го мислам и од гледна точка на студенти, од гледна точка нели на девојка во Шуторизари. Настанот го организира Ромскиот ресурсен центар во соработка со ромите медицинари кои што учат и студираат медицина. Секако тука нели соработува и навладината организација ХЕРА. Примерната цел ни е да собереме потписи со цел да се подпише петиција која што понатаму ќе биде доставена
обратена до надлежното министерство, односно до Министерството за здравство, со цел нели да се обезбеди населението шуторизари со гинеколог. Така, до сега како ги собиравте подписите, од куќа во куќа или имате штан? Така, да, имаме теренски работници кои што одат кои што одат на терен, ги едуцираат ромите од населението дека гинеколошките услуги кај матичниот гинеколог треба да се бесплатни, значи не треба да се наплатуваат, бидејќи фондот за здравство веќе го прави тоа за здравствено осигураните жени. И се известени за настанот, ние се надеваме дека денеска масовно ќе ги собереме сите потребни подписи за петиција. Се соочуваме со големи проблеми, затоа што еден од најголемиот проблем е тоа што 80% од населението живее од социјална парична помош и не се во можност да посетуваат матичен гинеколог. Затоа денеска ја инициираме оваа иницијатива се со цел да се отвори повторно гинеколошкиот кабинет во Шуторизари, да ни донесат квалитетен гинеколог и кој што ќе ни даде бесплатни гинеколошки услуги. Дали луѓето се заинтересирани? Да, луѓето се многу заинтересирани, како што кажав и пред малку дека нели поголемиот дел живеат од социјална парична помош и не се во можност да посетат матичен гинеколог и доколку се отвори повторно гинеколошката ординација во Шуторизари, сметаме дека жените ромки почесто ќе посетуваат гинеколог.